Поздрав, добре дојдовте во новото видео на серијалот Деактивит Колев. Серијалот кој што започна пред околу месец дена и стигнавме до неверојатни 24.000 прегледи. Доколку сте го пропуштиле видеото, обавезно погледнете го и ќе се запознаете со динамичните загревања што треба да ги правите пред секоја физичка активност. Во денешното видео ќе се запознаеме како да направиме рехабилитација после повреда на преден крстен лигамент. А зашто се решив нова видео? Затоа што веќе имам искуство со повреда на преден крстен лигамент. Артроскопска лигаментопластика. Предниот крстен лигамент е многу важен затоа што ги спојува надколеницата и подколеницата. Оваа повреда за секој спортист е многу тажна. Оваа спортска повреда или повредата на преден крстен лигамент се состои од три групи. Прва група истегнување и исчанчување на лигаментот, која што може да се лечи конзервативно. Втора група е делумна руптура или делумно кинење на лигаментот, исто така може да се лечи конзервативно. И трета група руптура на преден крстен лигамент, односно кинење на лигаментот, кој за жал најмалце 6 месеци ќе треба за опоравок. Многу близко ми доаѓаш, ме фаќа трема нека. Во денешното видео ќе се задржиме на комплекс вежби кои што ќе ни требаат за постоперативен период на преден крстен лигамент. Овие вежби ќе ни требаат само во рана фаза на рехабилитација. И запомнете, секоја вежба да се прави до граница на болка. Почнувам. Оваа вежба се изведува во седечка положба со испружени нозе, при што се витка пешкир околу стапалото на повредената нога и таа треба да е што е можно поисправена. Потребно е пешкирот со раце да се влече кон трупот за да се овозможи истегнување на задниот дел на подколеница. Доколку немате пешкир, може истата вежба да направите и со обичен стегач. Со помош на оваа вежба се исправува коленото без никаква тежина. Вежбата започнува во лежачка положба на подлогата со испружени нозе. Односот на трупот со нозето треба да е подагол од 90 степени. Повреденото колено полека се свиткува со лизгање на петата преку подот кон трупот и се враќа повторно во правобитната испружена положба. Стоењето на една нога е одличен начин да се тестира моменталната сила и рамнотежа. Вежбата започнува со стоење на двете нозе, се подига неповредената нога и се стои на повредената нога без помош минимум 10 секунди. Изведувањето на оваа вежба започнува од седечка положба со тоа што повредената нога е испружена. Под коленото се поставува ролна од крпа или перница и се настојува да се турка со задниот дел на коленото за да се изврши контракција во мускулот квадрицепс. Во оваа вежба имаме истегнување на квадрицепс, кој може да започне во стоечка или лежачка положба. Со спротивната рака се задржува десното стапало и се повлекува кон задникот. Се држи во таа положба 10 секунди. Се повторува 20 пати со менување на нозете. Во положба на лежење на грб се доведува едното колено блиску до градите, додека другата нога е исправена. Нежно се повлекува коленото и се држи бројки до 20. Се повторува по 10 пати со менување на страните. Во положба од лежење на страна, така да повреденото колено биде од горна страна, се виткаат колковите кон градите и коленото до 90 степени. Држејќи го грбот кон лицата и зглобовите мирни, се крева коленото што е можно повисоко. Вежбата може да се модифицира со ставање на тежина на повреденото колено. Почетна позиција е во стоечка положба со стапало во ширина на колкови.
Над колениците се поставува ластик за вежбање, колената благо се свиткуваат, а телото се наведнува кон напред со исправен грб. Од таа положба се изведуваат движење на колената кон надвор и се враќаат назад. За изведбата на оваа вежба потребен е ластик или лента за вежбање. Едниот крај од ластикот се зацврстува за ногата околу коленото, а другиот крај за цврста маса. Свртен кон масата, вежбачот постепено го исправува коленото наспроти отпорот на цврстата маса. Се држи неколку секунди, па коленото се враќа во свиткана положба од 45 степени. Почетна положба за изведба на оваа вежба е во лежење на едната страна од телото, при што нозете се една врз друга. Долната рака ја придржува главата, а горната рака е ставена со дланка на подлогата пред трупот. Се изведува со помош на ластик за вежбање, кој се поставува нешто погоре од скочните зглобови на нозете. Задача на изведувачот е да врши движење на горната нога кон горе со оптоварување од ластикот и да ја врати ногата пак во почетната положба. Важно е да се спомене дека нозете треба да бидат исправени во зглобот на коленото за вежбата да го добие својот ефект. Во лежачка положба со лицето нагоре на подот, со свиткани колена и стапала рамни на земја, рацете се испружени и се поставуваат со дланките надолу. Колковите се подигнуваат од земја додека колената, колковите и рамената не формираат права линија. Со стискање на глутеусот и стомачните се подигнуваат колковите кон горе. Глутеусот се стиска што е можно подцрта во горната положба додека се држи 2 секунди. Полека се спуштаат колковите до подот, одржувајќи ја напнатоста во глутеусот и стомачите. Дечки, фала што го изгледавте видеото до крај. Јас не направив пауза, не ми беше потребна, но вас ако ви е потребна може да се направите пауза и секако правете ги вежбите до граница на болка. Се надевам дека ова видео ќе ви помогне за тие што имате повреда на преден крстен лигамент и ви е потребна на вашата рехабилитација, а за тие што немате повреда, обавезно правете ги динамичките загревања и потсетете се на првото видео од серијалот на Be Active with Колев. Се гледаме во следното видео. Поздрав!